Покрај играњето фудбал и баскет во канцеларија, Артан Груби во своето министерување си го злоупотребувал и државниот буџет, трошал државни пари без основ и трага за што се потрошени. По извршените увиди од Државниот завод за ревизија во Министерството за односи меѓу заедниците изразено е неповолно мислење во однос на реалноста и објективноста на финансиските извештаи. Со извршената ревизија се утврдиле состојби кои укажуваат на слабости при начинот на евидентирање и користење на средствата со кои располагале. Се исплаќале плати без доказ за присуство, без покритие се полнело и гориво на државна сметка, односно потрошени биле 516.000 денари, пари со кои постои сомнеш дека се полнеле приватни возила, а фалеле и лаптопи. Во извештајот за 2024 година, ревизорите утврдиле нецелосно спроведен попис на средства и обврски. 28% од вкупните основни средства со сегашна вредност од 25.360 евра не се пронајдени при вршењето на годишниот попис на основни средства, а како резултат на невоспоставена пракса на издавање реверси за задолжување на вработените со опремата која им е доделена на користење. Исто така 30 преносни компјутери не се пронајдени со пописот. За 7 моторни возила не е воспоставена сметководствена и материјална евиденција. Неправилност има и во исплатата на плати и надоместоци, односно за 61% од вработените во Министерството во период кога шеф беше Груби. Нема доказ дека воопшто доаѓале на работа, но сепак добивале месечен надоместок. За исплата на плати и надоместоци за 244 вработени во Министерството исплатени се 26.773.565 евра, од кои за 150 вработени по подпрограмата К5 соодветна и правична застапеност на заедниците и како преведувачи, или за 61% од вработените исплата на плата се врши без да се обезбеди доказ за присутност на работа и за полно работно време и покрај воспоставената електронска евиденција на работното време за вработените. Неправилности се утврдени во документацијата за реализација на програмата за финансирање на активностите на здруженијата и фондациите за 2023 година, по која на 33 од нив биле исплатени средства во износ од повеќе од 320.000 евра. Оние кои се стекнале со право на користење средства од Министерството, дел од документацијата ја доставиле на албански јазик, без превод на македонски, што не е во согласност со одредбите на Законот за употреба на македонскиот јазик. Од вкупно 33 здруженија и фондации, 17, односно 51% од нив треба да извршат поврат на средствата во буџетот на државата во износ од 19.850 евра, од причина што не доставиле докази за трошење на средствата. До денот на ревизијата, 14 здруженија вратиле средства во износ од 361.000 денари, со 2 здруженија се води постапка за медијација за враќање на средствата во износ од 264.000 денари, додека за едно здружение е поведена судска постапка за поврат на средства во износ од 600.000 денари. Од Државниот завод за ревизија укажуваат дека за дел од наведените состојби по промената на раководството во текот на 2024 година преземени се активности за нивно надминување, а за дел постапуваат и други надлежни органи.